Јас апсолутно се согласувам со амбасадорката на Соединетите Американски држави. Премиерот Димитар Ковачевски се согласува дека корупцијата е најголем проблем во државата која тој ја води. Се согласува дека тоа не е кочница на патот кон неу, се согласува дека поради тоа младите заминуваат од Македонија, се согласува со се што кажа на оваа тема американската амбасадорка Анџела Агелер, ама не се согласува дека вината треба да се бара кај него и владата. Обичните луѓе требало да се борат со корупцијата и да пријавуваат. Во однос на заложбите на владата, јас апсолутно ги поттикнувам сите кои што се соочиле со одредени криминални, коруптивни пракси, веднаш да ги пријават кај сите надлежни институции кои што се задолжени за тоа и да одлучуваат судските и обвинителските органи нормално согласно со закон во рамки на своите надлежности. Резултати на ова поле нема, ама владата направила се што може. Вината може да се бара секаде, освен на Илинденска. Премиерот се пофали дека дури не скратиле пари за правосудниот систем, иако сме биле во криза. Тука морам да потсетам на поделените надлежности. Тоа е дека владата треба во рамки на своите надлежности да овозможи независно функционирање на судството и на обвинителството во државата. И ние тоа го правиме, доколку погледнете овој буџет ќе видите дека нема никакви намалувања, ако сме во криза, во делот на финансирањето на судството и обвинителството, кои потоа сами управуваат како независен собствен буџет. Агелер ни порача дека намалувањето на корупцијата во било која форма е важно, оти воспротивно невозможува оваа земја да напредува во економска, социјална, образовна и структурна смисла. Корупцијата како еден од главните проблеми се наведува и во сите извештаи кои држава ги добива од Европската Унија.